Здраво, добро дојдовте во уште едно видео. Каде што ова видео ќе видиме како всушност докажале дека ДНА е всушност наследниот материјал, бидејќи нели претходно видовме кога предложил овој Аурон ја предложил тетрануклеарната теорија, значи верувале дека се од 4 нели азотни бази, со фосфори поврзани шеќери на кои нели имаше азотни бази прикачано, така нели аденин, гуанин, цитозин и тимин. Сметале дека таа молекула, мислам тие точка ја нарекле ДНА, односно тетрануклеарната теорија на ДНА, како е всушност организирана, сметале дека нема шанси она да пренесува информација и така останало. Се до 1940 каде што ќе видиме како всушност докажале дека тоа е наследниот материјал. Значи методологијата всушност ја разгледавме минатото видео со експериментот на Грифит и сега ќе разгледаме експериментот кој всушност тоа го докажал подетално. Значи овој дека на лево сликава е Освалд Авери и он заедно со неговите соработници Меклауд и Мекарти го направиле овој експеримент и сега да го разгледаме експериментот. Значи првично, вака ќе земеме, земале култура од сојот С, значи таа ќе ја бележава како со портокалова боја, нели така ја бележавме. Култура од сојот С, таа е бактерија Стрептококус пневмонија и ја лизирале, значи ја на некој начин ја отвориле клетката. Сега ќе направиме вака како отворена. Излегле сите материи, така, излегле липиди, излегле протеини, излегла ДНА, излегле многу други работи. И сега поентата е сите овие заедно ги ставиле, тоа било еден раствор, односно хомогенат од тие бактериски клетки. И од тој хомогенат постојано земале само една од тие супстанции, мислам ги земале сите супстанции, значи да речеме дека сите три ги направив, некои си три супстанции и да речеме еве едната супстанца еве со зелена боја, другата супстанца е со темносина, третата супстанца. И сега можеш во една епровета така да ги имаш овие минус оваа, така, или пак можеш да ги имаш сите тие минус оваа зелената, или пак сите тие минус оваа светлоплавата. И таму каде што нема да се изврши трансформација, например, ја отстраниш оваа, и пак се врши трансформација од претходно нели видовме од R сој во S сој, пак се извршила трансформација, тоа значи дека оваа супстанца која си ја извадил не била важна за вршењето на трансформацијата. Така таа не е наследниот материјал. И сега правиш повторно, ја отстрануваш сега зеленава супстанца. Така, и гледаш од R сој повторно преминува во S сој. Така што ни зелената субстанца не е важна за трансформација. Повторно повторуваш, сега ја отстрануваш последната и гледаш дека сега од R не преминува во S сој. Тоа значи дека третава субстанца беше таа која е наследниот материјал. Таа која овозможува на R сојот да премине во S. И сега ќе видиме како всушност тоа го направиле. Значи дека го симплифицирав, но значи повторно култура од сојот С ги хомогенизирале, ги лизирале и направиле хомогенат од бактериски клетки со сите нивни потребни материи. И сега првин го ставиле тој целиот хомогенат, само што ги извадиле липидите, значи ги екстрахирале. Се освен липиди. Значи се имало, само липиди немало. И го внеле тоа на R сојот, нели ова дека со сина боја го бележавме како R сој. И R повторно се направил S сојот внатре. Значи липидите не се важни за трансформацијата. И кога ги нема, трансформацијата пак е успешна. Сега повторно направиле тоа, само ги извадиле полисахаридите. Значи ги извадиле шеќерите, повторно го ставиле на R сој и повторно се создал S сој. Тоа значи ни полисахаридите не се важни за трансформација. Ставиле протеаза, ги уништиле протеините, бидејќи протеазата е ензим кој уништува протеини, ги разградува. Повторно додале, повторно се создал S сојот. Значи ни протеините не се важни. Значи не се ни липиди, ни полисахариди, ни протеини. Па додале ереназа да разложат ерена. И ерена се разложила и повторно преминале во S сој. Се нормално они детектирале повеќе карактеристики, дека се наброени само некои најосновни. И последниот случај, значи ја разградиле ДНА со помош на ДНАза. ДНАза е ензим која расцепкува ДНА. И сега R сојот не преминал во S. Значи, тоа разградување возможило, веќе сега веќе нема ДНА,
не е овозможено на R сојот да премине во S, тоа значи дека ДНА е таа која го носи наследниот материјал. Значи ова е еден неверојатно всушност прост експеримент, но така е паметно осмислен, што се добиваат заклучни резултати. Они првично сметале дека најверојатно ќе биде во капсулата, ќе биде поради капсулата еднашто наследност, нели изборавме дека S сојот имаше надвор капсула и мислеле дека таа капсула, супстанцијата од која е направена капсулата, служи за R сојот да премине во S, но со ова докажа дека не е така, дека всушност ДНА, тоа што сметале дека воопшто не може да носи информација, тетрануклеидната теорија сметале дека, нели, како што реков, не може да носи информација, докажа дека всушност од тоа се носи информацијата. И поради тоа они сватиле дека моделот на тетрануклеидна теорија не е точен, бидејќи ако беше точен, нели тоа како што рековме, имаше 4 бази поврзани со фосфори, шекери поврзани со фосфори, тука имавме азотни бази, преска го видовте, не го цртам. Бидејќи ако беше тоа точно, ако стварно беше ваква структурата, стварно не би можело да се пренесува информација. Ама бидејќи сега знаат дека информацијата се пренесува, тоа значи дека моделот за каква е структурата е грешен. Значи не може да е овој модел. Мора да е некој многу посложен модел. И понатаму нели се правеле уште истражувања за ова да се потврди дека е точно кај голем број организми, не само кај бактериите. Добро, ама тоа беше се за ова видео. Значи тоа беше експериментот на Освалд Авери, Маклауд и Маккарти, со кои всушност докажале дека ДНА е таа која ја носи наследност. И сега понатаму можете да видите, ќе видиме уште неколку експерименти, добро осмислени експерименти, кои тоа го потврдуваат кај различни организми. Значи овој вид на видео некој можда нема да се свига, да ќе се рече историја зашто го учам. Но сепак важно е да се свати како всушност сме стигнале до овие знаења кои ги имаме денес. Значи сега не објаснуваме за се како сме легенери во претходните видеа, објаснував многу работи. Сега не објаснив како сме стигнале до тие знаења. Но кога вака ќе се објасни, не изгледа толку магично.